Почитувани гледачи, продолжуваме со делот Наменет за здравје. Од 5 до 12 мај е недела на сестринството. Каде е местото на медицинската сестра во здравствениот систем? Колку е вреднуван нејзиниот труд? Зошто медицинските сестри секојдневно си ја напуштаат нашата држава и одат да работат во странство? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема, магистар Гордана Бешлиевска, медицинска сестра, председател на Сдруженијето за нас и на Унијата на медицински сестри, акушерки и стоматолошки сестри. Се надевам дека го кажав точно, за да не ги испуштиме сите оние. Ова зборува за тоа колку не следиш и колку си во тек со сето на кое што ние го работиме. Ти благодарам. Сестра Гордана, 32 години имате стаж. Ако се навратиме како било пред 32 години сега, има некоја разлика? Па да, има разлика што имам 32 години стаж и што годините заминуваат. Видете, она кое што ме чини, не е убаво во одговорот на ова прашање е тоа дека и покрај тоа се уште немам лиценца за работа. И ни сите овие години не успеавме да го добиеме законот кој што ни регулира професијата. Може би во времињата кога почнувавме во војната болница 92-3 година па наваму, значи имавме една хиерархија во која што подредеността следуваше врз основа на професионализмот, на искуството, на стажот и сето тоа го уживавме и испорачувавме до пациентите онака како што треба едни професионалци да испорачат. Со текот на годините некои работи малку се променија, а во последен период, за жал, дојдовме во ситуација да професионалците бидат и многу маргинализирани, не видат таму каде што се на некој начин им се одзема авторитетите на сестрите, зборувам конкретно нели за нив, кои што имат вештини, кои што имат знаење. Немаме начин во НРК, во класификацијата на описите и пописите да им го потврдиме менторството со кое ги едуцираат младите кадри кои што доаѓаат во болниците, а им донесовме млади кадри за жал и приучени кои што по политичка реторика им ги поставивме на одредени раководни позиции, па на тој начин предизвикавме, како да кажеме, но дополнително незадоволство во она кое што ние пред сега имаме во нашата професија. Еве, сега ќе почнеме со ред. Кога почнувавте и со Сдруженијето, подоцна и со Унијата, ентузијастички настапивте со тоа дека колку е важен законот за медицинските сестри, законот за сестринството, меѓутоа се променија неколку министри за здравство, вие се уште сте на она стартна позиција, нема закон за сестринство, меѓутоа оно што ни се случува во последно време годините наназад е дека имаме голема миграција на токму на овој кадар кој што заминува во странство. И каква е моменталната состојба? Колку всушност медицински сестри ни фалат за да кажеме дека здравствениот систем ќе функционира како што треба? Овака, прво, проекциите на Светската здравствена организација се дека до 2030 година ќе недостасуваме 9 милиони. Второ и многу важно е дека од нашата држава мигрираат сестри од веќе голем недостаток. Друго е кога мигрираат од регионот каде што нема таков недостаток како ние. Врз основа на стандардите како што се броиме, бројките зборуваат дека 50% недостасуваме. Може би тоа некаде во некој нивоа на здравствениот систем малку е поочигледно и повидливо, а може би некаде и се доволни бројките, меѓутоа за жал немаме добра прераспределба. Европа без граници ќе не следи со миграцијата во секаков поглед и ние таа миграција не можеме на било каков начин да ја соприме бидејќи ја сакаме Европа и секој ќе постигне по подобри услови за работа и така понатака. Тоа што треба да го направиме е треба да ги смениме условите на работа. Треба да го покачиме задоволството при работа на медицинските сестри, безбедноста, автономноста на нивната професија. А тоа се прави со тоа што паралелата на сите современи медицински достигнувања и сите проекции на човечките ресурси кои што ќе треба да ги планираме во здравствените институции треба да имаат паралелен од. Ние не можеме да надополнуваме сестри во болниците само паушално како бројки, а при тоа да не ги распределуваме според компетенциите и според одговорностите да ги плаќаме. Значи тие три нешта одат заедно. Условите на работа, здравата работна околина, задоволството на работа и подобрите лични доходи кои што сето тоа треба да го супримира, да го немаме тој одлив кој што го имаме. Кога велите задоволството, еве ја ќе кажам дека ковид кризата не ги погоди само здравствените работници, погоди многу еве да кажеме гранки и структури во општеството, меѓутоа како може да биде задоволна медицинска сестра која што работела во ковид центри со договор на дело за 12.000 денари и се уште да не е регулиран, односно да нема прераспределба па да биде на неопределено време? Па многу ова што ми го постави овој Сања, тоа е нешто кое што вие знаете континуирано не следите и таа реторика ние од Министерството за здравство која што ја поддржавме